Активистите на Сдруженијето на граѓани Зелен хуман град во непланирана расправија со градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Тема на недоразбирањето беше дали може или не да се забранат огномети во Скопје како мерка за намалување на загаденоста на воздухот. Екологистите велат дека може, а градоначалникот пак вели дека има заклучок, ама не може да забрани. И така почна се. Јас не можам да донесам ниту пак советот да донесе одлука да ни е забране. Пример, еве хипотетички, некое домаќинство во Ѓорче да запали огномет. Кој тогаш треба да постапи таму и да казне? Град Скопје должност и право да доставува препораки не само на локална власт, туку и да останати нивоа на власт, за кој смета дека е нели неопходно да го заштити. Барасно советникот ваш бараше одлука, не бараше одлука. Значи бараше одлука која што ние треба да ја донесеме за забрана. Мојот став е да за новогодишната прослава никаде не се активира огномет на територија на градот Скопје, но не сме ние тие кои што можеме тоа да го забраниме или да не го забраниме. Можете апсолутно што сакате на територија на градот Скопје да забраните, што представува опасност. Ама не е така, ние не сме диктатура, господјо. Власт е истата партија. Тоа е како некоја мерка во здравство, вие да кажете дека јас бидејќи сум од иста политичка партија со централната власт, дека јас можам да донесам мерка во однос на здравството во Република Македонија. А пресот на Зелен хуман град беше за дислокација на цементарница Усие, која ја сметаат за загадувач. Ако ниту инспекторатот, ниту Министерството, ниту Собранието, ниту обвинителството не ги спроведуваат своите должности и надлежности, должност на Советот на град Скопје како најблизок до граѓаните и по закон и по устав да го заштити нивното здравје, може да испрати силна политичка порака и да иницира отпочнување на овој многу задоснет процес. Од Усие пак вела дека целосно ги отфрлаат неоснованите обвинувања и дека и овој пат компанијата се користи како изговор, иако реалните, научните и мерливи факти јасно укажуваат дека причините за загадувањето треба да се бараат на друго место. Последното контролно мерење беше извршено вчера, 18 декември 2025 година од страна на Државниот инспекторат за животна средина, при што инспекторите утврдија дека нема одстапувања од законски дозволените лимити. Цементарница има интегрирана еколошка дозвола и е редовно контролирана од Министерството за животна средина. Инаку ова министерство и град Скопје денеска донесоа мерки против загадувањето. Министерството, меѓу другото, ќе има воредни контроли на компаниите со А и Б интегрирани дозволи, а им се препорачува на сите правни субјекти, работодавачи, да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронични болести, по препорака на матичен лекар. Се препорачува работното време да трае од 11 до 17 часот. Од град Скопје пак препорачуваат градежната механизација да го избегнува движењето во периодот на сообраќајниот метеж, и тоа од 7:30 до 8:30 часот и од 15:30 до 17 часот. Град Скопје најавува засилени контроли. Темата на загадениот воздух е присутна во јавноста неколку пати во годината, посебно во зимските месеци, а се повторува како дежа ви веќе 10 години.